И во општина Зрновци со успех се реализира денешната акција посветена на Денот на дрвото. Садници од јасен и јавор, кои ги обезбеди локалната самоуправа, беа засадени покрај патот кој води од Зрновци кон Мородвис на потегот покрај градските гробишта и индустријската зона. Ќе засадиме околу 400 броја на дрвца од типот на јавор и од типот на јасен. А како локација избравме градските гробишта во Зрновци, бидејќи овде ќе можеме да ги заштитиме, ќе можеме да ги полеваме со вода, така да се надевам дека оваа сеидба ќе биде навистина успешна. Овие дрвци се обезбедени преку Македонски шуми, поточно значи Македонски шуми Радовиш, така да ние избравме од овој тип на дрвца, бидејќи се и украсни дрвца, и овде покрај самиот пат, локален пат Зрновци Мородвис, очекувам дека навистина ова ќе биде успешно реализирано, меѓутоа исто така ќе биде добар украс на самиот пат, ќе прават добра сенка. И со обзир на тоа што овде во близина имаме вода, ќе можеме да ги наводенеме, бидејќи традиционално од минатите години, значи приметивме дека во текот на летната сезона знаат да дехидрират. Во акцијата се вклучија и учениците од основното училиште Синиша Стоилов. Тие од нижите одделенија го средува училишниот двор и околината, а учениците пак од 7, 8 и 9 одделение со своите наставници беа дел од акцијата за пошумување на излезот од Зрновци кон Мородвис. Учениците со големо задоволство ја прифатија акцијата. Еден дел од нив останаа во училишниот двор и во подрачното училиште исто така се одвива акцијата, а еден дел поголемите учениците од 7, 8, 9 одделение, дел од наставниот кадар, заедно со представници од локалната самоуправа, заседуваме на локација одредена од општината. Екологијата сериозно навлегува во наставните содржини, во наставниот процес и учениците веќе и самите знаат дека имаме и во текот на годината часеви кои што се одредени за реализација на наставни содржини, еколошки наставни содржини. Имаме работилници, имаме презентации, тука и проектот за зачувување на брегалничкиот регион во кој што исто така сме вклучени. Кај учениците веќе можам да кажам дека благодарение токму на таквите акции веќе свеста за екологијата и за зачувување на еколошката средина е на едно солидно ниво. Анастасија Монева. 7/2. Учествуваш во акцијата за пошумување, зашто? Па бидејќи сакаме да садиме дрва, да засадив. Па во дворот, тука во училиштето, поради акцијата засадуваме овде дрвја за чиста природа. Имаме проекти во училиштето, правиме за Денот на дрвото. Јас се викам Дарио Димитров, 7 одделение сум и засадив дрвце. Па неколку и копавме и засадувавме. Јас засадив 2 дрвца. Јас сум Никола Митев, ученик од 7 одделение. Ќе ги памтиш ли дрвцата каде се засадени да можеш да ги полеваш преку годината? Да. Акцијата Ден на дрвото во општина Зрновци се реализира неколку години поред. За ефектите од истата еве што вели градоначалникот Станков. Во изминатите години не можеме да се пофалиме дека ни беше успешна акцијата од причина што ги садевме во близина на населеното место, така да овде се наоѓа голем број на стока во текот на летните периоди и веќе заклучивме дека нешто уништено од стоката, меѓутоа поголем дел значи во текот на летната сезона дехидрираат за вода. Така да јас мислам дека повисоките делови каде што се повлажни, врнежливи, би биле поуспешни и токму затоа ние од тие причини значи сега веќе одлучивме и да ги вадеме, да ги поливаме со вода во текот на летната сезона. Останува младите и постарите жители на Зрновци и населените места да ги негуваат засадените садници и да придонесат истите да бидат дел од нивната здрава човекова околина.